Свети Јоан кога одел да се качува на една планина за да се молит Богу. Чита Александар Станојков. Свети Јоан, одејќи им си попат за да се качит на планина да го молит Бога, видел покрај патот седнати луѓе на купои под дебелите сенки на зелената трева. Сите си ручале и си пиеле раќија и вино за да се веселат на денот од Свети Јоана. Сите што го видоа Свети Јоана го поканија за да им седите на ручек и секој му подааше кој чаша раќија, кој чаша вино да се напиет. Тој му благодарил на поканата и му благословил пијачката, без да се напиет ниту една капка. И заминал нив и по некој час место дошол до едно големо вириште. Околу големиот вир беа поседнале многу народ да гледаат сеир кај што се капеа луѓе до вирот. Застанал Свети Јоан да погледат и да порадуваат луѓето што се капеа и се веселеа, чунки капачите праеја секакви марифети во капењето. Таму имало и едно момче со обете очи слепо од мајка родено. И тоа се радувало од смеите што слушало од друзите луѓе. Откај ќе чуела глас од смеа или радост, таму лицето ќе го свртело со зината устаѓа и тоа гледа капачите и другите. На Свети Јоана многу му се нажалило за тоа момче, дека така слепо било. Од кога се изнагледал, Свети Јоан си тргна попат и појде на планината. Падна на колена и сопрво Бога го помоли за да му даде Господ очи на слепото момче што го виде покрај вировите. Сопрво Господ не ќел да му ја примит молитвата на Свети Јоана. Арно, ама тој дури со солзи гореште му се моли да му даде очи Господ. Бидејќи им Господ многу милостив, му даде глас од небото, оти му ја послуша молитвата. Со радост Свети Јоан се врати за да го видат момчето со отворени очи. Кога се видело момчето со отворени очи и кога видело како се капат друзите деца, му се родила завист со срцето, оти и тој да не може да се капит како нив. Што ти направило? Пресекло неколку трски од крајот на виро и изврвлести остро како шилци, та и закачи во вирот на неколку места без да се гледаат, со ниет за да се убодат децата што се капеле. Некои мали деца го гледаа, арно, ама не му текнало оти што мисли ослепеното опулено момче. По малку време децата што се капеа дојдоа при опуленото слепо момче за да го видат, оти му се отворија очите и да го радуваат со капењето. Отколку направија една смеја, се наврлаа 3-4 деца во виро и за жалост двете се набодија на острите закачени трски право во срцата си. Пливна крвта во виро, се натрчаа народот да видат што е тоа чудо што се стори. Во тоа време стасал и Свети Јоан. Бре, што би, како би, работата се изнајде од кажувачката на децата што беа го виделе слепото опулено кога закачило острите трски. Кога чу и виде Свети Јоан спружените две млади лични како ангелчиња, спружени како заклани јагниња, и кога ватија мајки му да пискаат и да плачат и косите од главата да си корнат, трешти назад плачејќи им на планината и падна на коленици, та со плач и горешти солзи го моли Бога за да му прости за грешката што го стори со себе по негов. Уби двајца за наеден очи да отворит. Од кога многу се моли, му дојде глас од небо и му рече: "Стани, Свети Јоане, оти ти го простив кабаетот и уште еднаш за ништо да не ми се тоариш, оти ништо јас не сум создал лошо, макар и тебе така да ти се чинит. Од многуто молење од мајка му на слепото момче, што ми сакаш едно машко дете, ја го дадов, ама и го ослепив, чунки незе така и е реченото да имат лоша челат. Ете, виде ти сега отијат лошо, да од тоа сум го ослепил." Се поклони Свети Јоан и се вратил. И кога го виде момчето, пак ослепело. Со тоа слепување малку се утешија родителите на двете убодени деца. Си заминал Свети Јоан и дошол кај луѓето што ручаа под сенките. Гледат во едно купаре луѓе кај се тепаат едни други. Главите беше си раскрваеле, се натрчале од околу луѓе да ја отимаат. Отимај, ништо живо не се отимало, чунки сите биле пијани до уши. За овој сој луѓе
да не му е благословено раќија и виното да го пијат, чунти се опиле. Замина по подолу и виде друго купаре од луѓе кај си пијат винце мирно, тихо, кротко, со секого се гледаше радост во устата им. За овој род луѓе, рекол Свети Јован, да му е благословено пиење вино и раќија од сега да дури до века. Да затоа сега имало луѓе што не пијат и го велаат неблагословено виното и раќијата, едни што го пијат, велат оти било благословено.